Почитувани представници на медиумите, сведоци сме веќе втора година на најнетранспарентното и најскандалозното носење на годишната програма на Министерството за култура на Република Македонија за финансирање на проекти од национален интерес на Министерството за култура. Ако во минатогодишната програма имаше дискутабилни проекти и партиско финансирање, годинава има програма за која нема реакции, почнувајќи од издавачката, драмската, музичко-сценската, музејската и дејностите поврзани со заштита на културното наследство. Уште со новонаметнатите критериуми и исклучително нискиот буџет, одобрен од страна на владата, се дефинираше генерално потценувачкиот однос кон културата. По овој невиден скандал, министерот за култура рече дека за него не би било проблем да си даде и оставка, но според она што го кажа, а во еден момент истото, меѓутоа на различен начин, го соопшти премиерот Заев, требало првин да се види дали може би во некои од случаите кои се одбиени, постоел проблем на несоодветно аплицирање. И токму тоа се прави, се разгледуваат одбиените проекти. Со ова, еден сериозен проблем се сведува на ниво на административни пропусти. Не, овде не се работи за административни пропусти. И суштината на овој голем проблем не е во одбиените проекти. СДСМ покажа и докажа на дело и во минатото кога ја воделе државата, а и во овие 2 години елементарно непознавање за културата, немање чувство на припадност кон сопствената култура и кон уметничките вредности во културата. Капитални инвестиции – нула. Заштита на културното наследство – нула. И програма каде ще уништуваат значајни манифестации. Например, Джез фестивалот, Златно Славејче и многу други, кои што се бренд на културата во Република Македонија. Каде води ова? Овде се работи за многу сериозни работи, кои навлегуваат во меѓуетничкото ткиво, за кое многу водиме грижа, врз комплетно отсуство на критериуми. Еден најбегол поглед покажува дека не се работи за културни вредносни критериуми, туку во игра е политика на поделба, на наши и нивни. Тука е она што најмногу боли. Со тоа, за жал, министерот ги потценува и своите албански културни дејци, тој има потреба да се издигне над нив како патрон, како спасител на нивната култура. Прашањето е од кого и на чија сметка. Од тие причини, како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, поднесуваме барање за надзорна расправа за начинот на носење на годишна програма на Министерството за култура за проекти од национален интерес и реализација на програмата за 2018 година. Објавувањето на резултатите од овогодинешниот конкурс на Министерството за култура за финансирање на проектите од национален интерес предизвика лавина на реакции во јавноста, како и претходната година, кога начело на Министерството беше Ала Ѓозовски, а сега истиот е советник за култура на премиерот. За прв пат, можеби најважниот дел од работата на Министерството, наместо да поттикнува творештво, отвори простор за непријателство и раздор, непочитување на уметноста, уметниците и културните вредности. Проблемот всушност се надзираше уште при непрофесионалното назначување на министерот за култура како противуслуга за 2 пратенички гласа за менување на Уставот на Република Македонија. Со скандалозната програма е направена непоправлива штета по етничка основа. Имено, таа створи вештачка етничка поделба, а вистинската единствена поделба во областа на културата би требало да биде на професионалци и оние кои не се, и на проекти кои вредат, и такви кои што во никој случај не смеат да бидат поддржани од Министерството. Освен ова, постојат и други елементи кои што доведоа до ваквиот резултат. Дискутабилен состав на комисиите што одлучуваат поднос на пријавите. Безсмислено ограничување на 2 проекти од институција под деление. Например, еден музеј може да конкурира со само 2 проекти во музејска дејност или недвижно наследство. Ограничување на средствата за заштита на недвижно културно наследство. Например, 300.000 денари. Се поставува прашање, што може со оваа сума да се направи во оваа област? Наспроти, милионските суми во останатите дејности. Проверка на компаниите што аплицирале и добиле пари за проекти
утврди дека некои од нив се формирани само неколку денови или неколку месеци пред отворањето на конкурсот. Поради сето горе наведеното, а врз основа на член 61 од Законот за култура на Комисијата за култура при Собранието на Република Македонија и предлагаме да организира надзорна расправа за начинот на носење на годишната програма за остварување на јавниот интерес во културата, како и за реализацијата на минатогодишната програма како илустрација на потребата за интервенција во оваа област. Целта на надзорната расправа е да видиме врз основа на кои критериуми се распределувале средствата, врз основа на кои критериуми се номинирале личностите во комисиите и дали постоел вредносен систем во секоја дејност поединечно, бидејќи секоја дејност во областа на културата има своја специфичност. Ви благодарам.